Од пратеник до градоначалник, трето вработување министер, архитектот Благој Бочварски го стагнираше Штип кој тапка во место, а со лошата кадровска политика ќе биде дел од оние што ќе ја уништат државата. Ова, меѓу другото, беше кажано на денешната пресконференција на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Штип. Жичара, аквапарк во Суитлакот, брана на река Отиња, гасификација, сала за боречки спортеви, картинг. Ова се проектите по кои ќе го паметиме Бочварски. Но наместо неговиот мандат да беше обележан со нивна реализација, за жал овие 3 години останавме куси во ракавите. Празните ветувања на градоначалникот Штип го направија последна дупка во Македонија. Мегаломанската и нереална програма остана само на хартија. После овој потек на власта, очигледно е дека Штип не е приоритет на оваа влада, а градот стагнира и тапка во место. Замислете човекот кој асфалтот за малку не го мереше во милиметри, доби министерска функција каде што треба да гради во километри. Или поточно човекот чие прво вработување беше пратеник, па не се пронајде во функцијата градоначалник, сега ќе се проба како министер. Ваква е кадровската политика која што се води од власта во Македонија. Власта наместо да го казни за неработењето, Бочварски го награди со можност за доуништување на државата, а Штип го остави да тоне во безизлезност. Сметам дека јас токму поради тоа што сум бил успешен и заради тоа што сум реализирал огромни проекти планини во овој град, тоа е препознаено од мандатарот, од претседателот на партијата, и токму поради успесите на општината, моите успеси како раководител на оваа општина во изминатите помалку од 3 години, сум кандидиран да бидам министер, заради тоа што довербата е таква да ова многу гломазно министерство да го води човек кој што навистина со успеси и со посветеност ќе работи на реализација на проектите. А од друга страна и очекував дека после долги години, бидејќи општина Штип или еден наш сограѓанин или еден штипјанец ќе стане представник во влада или министер во влада, дека тоа ќе биде поздравено од страна на опозицијата. Впрочем, во многу наврати тие го и критикуваат тоа дека во владата немало представници од Штип, но во претходната влада апсолутно, која што ја предводеше ВМРО ДПМН, немаше министри од